Сношти, кога се подготував за службата, направив едно резиме за која тема немам зборувано од опусот на Свети Максим Исповедник. И како мојата констатација беше, иако скоро 20 години зборуваме за Свети Максим Исповедник, е дека нималку скоро не сум кажал од неговиот опус. Затоа што толку голем е опусот на Свети Максим Исповедник. То можам да речам, иако не е со потврда, дека нема тема од теологијата на црквата на која не се има осврнат овој Свет Отец. И затоа изборот за тоа што се говори, а при тоа да не се повторуваме, е многу лесен. Лесен е затоа што овој Свет Отец, иако имал тежок и бурен живот во изгнанство, многу години поминати, отсечен јазикот за да не зборува, отсечена десната рака за да не пишува, сепак направил толку многу, што малку се неколку животи само да ги простудираме неговите длабоки мисли. Свети Максим Исповедник живее во времето пред Шестиот Вселенски собор, кога е суштинско прашањето дали енергиите припаѓаат на природата или на личноста. Јас нема овај пат да говорам за енергиите, зашто мислам дека сум говорил за тоа, а понатамошно прашањето за енергиите скоро да е апсолвирано од исто така голем отец на црквата Свети Григорий Палама. Овој пат сакам нешто да ви прозборам за теолошкото доживување на Свети Максим Исповедник на Светата Троица. Се насадува, се калеми Свети Максим на учењето за Светата Троица на кападокиските оци. И каде го гледаме тоа? Тоа го гледаме највпечатливо во неговото учество дека еден е Бог затоа што е Отец. Тоа го имат кажано уште пред него кападокиските оци. Меѓутоа, еве колку векови, 20 векови после 21 век после Христа, се уште многу луѓе ќе ви кажат еден е Бог. Дури муслиманите ќе ви речат еден е Аллах. Затоа што човекот во суштина е привлечен да зборува за единството Божјо само заради тоа што не може да доживее и да свати дека може Бог да биде повеќе, како во оној период на многу боштвото елинско, кога имало многу богови. Или луѓето верувале во многу богови. Меѓутоа, непомирливо со тоа изгледа кога ќе каже дека Бог е Троица, а сепак е еден. Како може тогаш ние христијаните малку со логиката, тогаш немаме сваќање добро. Меѓутоа, овој Свет Отец токму тоа ни го објаснува
За секој кој сака да го разбере, може да го разбере. Еден е Бог затоа што е Отец еден. Тој еден Отец нема почеток, само тој нема почеток. Синот негов е роден од Оца, а Духот Свети, кој е трето лице на Светата Тројца, исходи или излегува од Оца. Што значи, воопшто никаква грешка не правиме кога велиме еден е Бог. А да, ама не завршуваме тука, ама е и Троица. Затоа што тој еден Бог или еден Отец го раѓа Синот и го исходи Светиот Дух. Тоа сето е предвремено. Свети Максим Исповедник е гениален што вели во тоа, дека само Отец од целата Света Тројца нема причина да се роди. Значи сите ние имаме причина. Машка и женска поход се раѓаме или светот за да настани, били Господ нека биде. Се во животот има причина. И ние често пати, ама која е причината ја бараме. Ама кога стигнуваме до Бога Отца, ни замолкнува устата. Не можеме да бараме причина зошто Бог Отец постои. Понатаму тој безвремено, значи кога нема уште време, го раѓа Синот и го исходи Духот Свети. Гениалноста исто така на овој Свет Отец е од тоа што вели бројот нема суштина. Ни треба време да сватиме, може би затоа што и тешко луѓето размислуваат за тоа како бројот нема суштина. 2, 3, 4 велиме, кои ги броиме, ама секогаш кога броиме за нешто. Нештото го броиме што постои, а самата бројка, двојка, тројка, четворка, петка, нема суштина. Значи, не може да речеме гола петка постои, туку постои 5 јаболка, 5 сливи, 5 круши. Секогаш постои нешто што е врзано за бројката, така и Светата Троица постои како бројка Троица, ама суштина на бројката е самата божествена, самото божество. Отец, Син и Свети Дух, само тие се Троица. Само за нив можеме да речеме дека се Троица. Тоа е гениално, тоа е нешто е гениално, тоа е длабоко мислење. На тоа не повикува црквата. Длабоко да мислиме за животот, за постоењето воопшто. Да наоѓаме причини, како овој Свет Отец Свети Максим Исповедник ги нарекува логоси. Причините за се што се случува се логосите Божји, вели. Има зборувано друг пат за логосите и повторно ќе се навраќаме, зашто таја е тема која може би ја завршува Свети Максим Исповедник. Нема надградба на таа теологија, толку длабоко влегол во логосите или причините за нешто да се случува. И затоа нема да се навраќаме на логосите сега, меѓутоа ќе се навратиме на длабоката теологија на овој Свет Отец, за која веројатно нема друг од оците кој толку длабоко легал. Ги спомнуваме кападокиските оци пред неколку денови,
го славивме Свети Василий Велики, ви го спомнав тоа. Живеел само 49 години и направил таква теологија како да живеел 2000 и 5000 години. Толку длабоко влегало. Меѓутоа, исто така, надоврзувајќи се на него, овој светот е Свети Максим Исповедник длабоко влегол во теологијата. А кога велам во теологијата, тоа значи во животот, зашто теологијата е живот. Се што е длабоко во животот е теологија, односно однос со Бога. Нема друг начин, нема друго толкување. Бог е скриен, вели Свети Максим Исповедник. Скриен е затоа што е смирен. Ако не беше смирен, ако беше како некој од нас луѓето, и тоа што го нема ние го покажуваме како да го има, ќе се фалеша, луѓе, јас сум Бог. Видете ме што можам да направам, вие што не можете да направите. Меѓутоа Бог е скриен, вели Свети Максим, затоа што е смирен. Не му треба лажна слава, а таа лажна слава, велиме дека е која произлегува најчесто од гордоста. Гордоста прави да имаме лажна слава. Иначе, нашето постоење, нашето битисување е просто и едноставно. Како што е на крај просто и едноставно постоењето дури на Бога. Не е сложено. Значи, Бог е тројца, ама не е сложен. Не е од сложени материи направен, не знам како што човек си замислува дека нешто е многу сложено. Бог е прост. Отец, Син и Свети Дух. Се сеќавам еден прота, кога го слушна ова Бог е прост. Тоа не е констатација моја, тоа е констатација на оците на црквата. Вели, како е ова дрскост? За Бог да се вели дека е прост. Ма не го зборуваме за тоа дека е прост, дека не знае ништо. Туку е прост во својот состав. Тоа е Бог. Ништо не знаеме нешто за неговата суштина. Тој е Отец, Син и Свети Дух. Само тоа го знаеме. Друго, и тоа е за личностите, за неговата суштина. Ништо не знаеме. Каква е, да речеме, сложена е неговата суштина. Многу сложена е. Бог е прост. Толку знаеме. Тоа не го оставиле оците, браќа и сестри, меѓу кои еден од големите кои оставиле голема заоставштина во црквата е Свети Максим Исповедник. Нема многу храмови на Свети Максим Исповедник, зашто луѓето поблиску некако ги доживуваат светителите што мислат дека им помагаат. На Свети Ѓорги има многу храмови. На некој друг од светителите што ги мислел за брзите помошници има многу храмови. Свети Максим Исповедник сте чуле некаде во нашата држава да има посветено храм. Затоа што луѓето одбегнуваат често длабоко да мислат. А овај Светотец не задолжува длабоко да мислиме. Не можеме, читајќи ги неговите дела, да останеме површни. Толку длабоко навлегува во животот Божи, пазите, а после во соживотот на Бога и човекот. Зашто теологијата што е друго? Разбирање, сваќање, доближување до животот Божи. А тој сам ни се открива. Еден обичен отец, исповедник,
па не интересира неговото потекло, неговото школо, неговото семејство. За да поврзиме, може ли чичката, што вели Евангелието, грозје да роди? Значи ги поврзуваме, а колку повеќе не интересира животот Божи. Затоа што ние сакаме да се уподобиме, исто изразно свети Максим Исповедник е да го имитираме Бога. Имитирање добива еден контекст кој нема содржина во денешницава. Меѓутоа, имитација значи да постанеме слични на Бога. Слика и подобие, икона и подобие да станеме Божи. Ето е мимиси на грчки или имитирање. Имитатор, оној кој сака да постане сличен на некого, а ние сакаме слични на Бога да постанеме. И во тоа нема нешто лошо, нема нешто што е спротивно на она што Бог го очекува од нас. Треба да постанеме слични на Бога, имитатори Божи. Ете, затоа не интересира животот Божи. Затоа не интересира и животот на оние кои се во Бога. Друга тема е обожувањето, кој исто така совршено го обработува свети Максим Исповедник. Некојаш во друга прилика ќе се осврнеме на тоа. Меѓутоа, само една реченица сега ќе кажеме дека цел на постоењето на човечкиот род е да се обожи, да стане Бог по благодат. Начинот и патот е различен за секого. Меѓутоа, целта е иста за сите нас, а целта е да станеме Богови во благодат. Со други зборови, да се обожиме. Е тоа го очекува Господ од нас, тоа го очекува и оние кои ги поддржуваме во животот, тоа се светителите, меѓу кои едно од водечките места го има токму свети Максим Исповедник, кој не води на чистите, води на чистиот извор на богоспасението и обожувањето. Милоста Божја да биде на вас.